Затоа целосно ги отфрламе сите додавки на името Македонија, нераскриво поврзано со името на македонскиот народ. Целосно го отфрламе привременото име поранешна Југословенска република Македонија или што е да е друго освен единственото име Македонија. Ги одобруваме секој помисла за промена на македонското знаме и ги осудуваме сите оние кои во името на македонскиот народ тоа подло го прават и рушат македонската самобитност. Да живее Македонија и македонскиот народ. Добро вечер и добро да најдов прашање. Дами и господа, браќа по род, ве поздравувам во моје лично име, од сите мои пријатели од Македонија, од мојата партија, со најубави желби да го направиме оно што на сите ни лежи во нашите срца. Не треба никој да ми кажува дека ние сите вдишуваме иста тага и иста радост и затоа сме толку овде и затоа секогаш и накану ќе видиме и се повеќе и се повеќе. Не нарекува бивши. Во Италија ви прашав, дали гледате пред вас еден бивш човек, сега како што вие гледате, сказали, еден бивш македонец. Дали ние сите овде сме бивши луѓе? Дали гледате пред вас некој дух? Дали сме ние духови или и бивши, и сегашни, и идни живи луѓе? Господин Митко Поповски, като свещено лице, аз ви прашувам, дали вие гледате некој дух? Овде. Реков дека сме се разбира живи и ќе видиме живи секогаш. Но учителот има потреба да им разграснуваме на сите дека сме живи и дека сите тие живи луѓе имаат право на исти права како и сите други живи луѓе во целиот свет. Еден француз има напишано во својата земја: те сакам Францијо и кога победуваш, те сакам Францијо и кога губиш, те сакам Францијо и кога си поразен, те сакам Францијо и кога си горда. За ние немаме право да ја сакаме Македонија и кога губи, и кога добива, и кога е горда, и кога е понижена. Јас не сакам секогаш. Ние имаме проблеми. И внатрешни, и очигледно на болешни. Јас сум убеден дека ќе ги совладаме. Прво, ние во Републиката сме одговорни за состојбата на она парче земја што во себе ние оставено, а убеден сум дека ќе оставиме сите желби, ваши, наши, односно сите наши желби. Бидејќи ние сме исто и ќе бидеме исто секогаш и секаде. Да се обединиме во Светскиот конгрес, да ги подржиме луѓето во таа племенита работа, што ја започна и што на која што речеме ние сите присуствуваме. Македонија не ја даваме никому. Да се вратиме после говорите знаева во едно долго рака за рака, символизирајќи ја историјата, символизирајќи ја сегашноста, символизирајќи го нашето вечно и идно постојање. Нека ни е здрава и жива Македонија, нека се сите здрави. Драги сестри и браќа македонци, почитувани дами и господи, дозволете ми пред се во името на раководството на нашата партија, во името на повеќе членство во Македонија, во името на членот на нашата делегација, познатиот македонски артист Петре Демелковски, во моје лично име да ви ги испорачам
сите поздрави од Македонија и да ви пожелам добро здравје и успех во вашата работа. Денес сите ние овде собрани сме околу извршувањето на една племенита задача, каква што е единството на македонскиот народ, за кое единство, како што сте добро запознати, ВМРО, Демократска партија за македонско национално единство, се залага од првиот момент на своето постоење. Навистина и одржувањето на овој прв светски македонски конгрес ја потврди само уште еднаш фактот дека денес единството на македонскиот народ е повеќе од историска потреба. Дојде часот кога е крајно време да престанеме да се делиме и да не дозволиме да не делат ниту внатре, ниту надолу. Дојде време да ги сплотиме своите редови и така сплотени единствени да изградиме една навистина демократска, правна и европски ориентирана држава, која ќе биде не само стожер на собирање на сите прогресивни македонски сили, туку и бастион на мирот и слободата во Европа. Македонија денес, меѓутоа, не по своја вина, не по вина на својот добар народ, туку по вина на постоечката комунистичко-албанска власт, се наоѓа можеби негде од своите најголеми историски крстопати, можеби уште поголеми од оној во 912-13 година, кога спротивно на волјата на македонецот, соседните земји и европските империални сили го искинаа неговото живот киво. Денес, за жал, сакаат да ни го сменат името и презимето, сакаат да ни сотрат корените, сакаат да ни уништат традицијата, да ни уништат достоинството, да не посрамат и понижат. За жал на сето тоа, во голема мерка, кумува и постоечкото импотентно и неспособно раководство, кое вината за постоечката ситуација во Македонија ја бара секогаш на друга страна. Нас, на сите вам сигурно ви е добро познато, не поразија ниту Грција, ниту Европската заедница, ниту Организацијата на Обединетите нации, туку политиката на постојана дефанзива и концесии за стратешките и национални интереси која води постоечкото раководство. Тоа неовластено од никого стапи во преговори зона што ни е најсвето. Тоа е името наше кое го носиме уште од библиските времена. Тоа стапи во преговори, а со самото тоа и ни ја подкопа, да не кажам урна, и внатрешната и меѓународна позиција. Стапи неовластено нормално. Заборавајќи, меѓутоа, дека ние сме стар библиски народ, дека сме потомци на Филип и Александар, на Самуил, на Карпош, на Гоце, на Даме, на Питу и на бројни други знајни и незнајни македонски синови и ќерки. Тоа е спремно да ни го промени името кое го носиме со векови и тие од ова место можеме и на домашните и на дворешните кумови и кумчиња да им порачаме